На денот кога започнува Европското првенство во фудбал во 11 градови, во исто толку држави, на исто толку стадиони, нашата репрезентација ќе дебитира на ова Европско првенство, а ние на КМ телевизија одиме со нов спортски преглед, малку поинаков од оние претходните кои што сме навикнати да ги гледаме. Денес имаме специјален гостин, Тамара Чуприна, девојката на нашиот фудбалски репрезентативец Дарко Велковски, нашиот тетовски зет. Разговорот го снимаме на еден ден пред заминувањето на Тамара за Букуреш, каде што ќе ја бодри фудбалската репрезентација на Македонија, а ќе слушнеме како во овој момент се чувствува понежната половина на нашиот фудбалски репрезентативец. Разговорот со Тамара Чуприна го водеше мојата колешка Драгана. Што можеш да ни кажеш за себе? Која е Тамара Чуприна? Најпрво здраво. Тамара моментално живее во Хрватска, студира на медицинскиот факултет, смер радиолошки технолог. Кај се факултетот? Факултетот е при крај, ама поради тоа што живееме во Хрватска, како што знаете, малце се одовлекува. Али сега за сега ќе биде уште малце на стендбај, па ќе го завршиме. Потекнуваш од спортско семејство. Како ти си поврзана со спортот, освен што си девојка на Дарко Велковски? Значи да, татко ми е бивши одбојкар, поранешен тренер значи на Југохром и селектор на младинска репрезентација одбојка на Македонија. Јас исто се имам бавено долги години со одбојка, професионално играв за Форца, за Работнички, за прва екипа. Имавме турнири, значи тоа беше професионално, а јас и Дарко не се запознавме преку спортот, ама ете. Дали со Дарко ве спои можеби спортот или пак се работеше за нешто друго? Не, значи со Дарко не се запознавме преку спорт. Нас не запозна една моја другарка која што заедно учевме средно школа и трениравме одбојка исто професионално. И ете, можам да кажам да дека пак не споил некако спортот, али не на таков начин, да. Како е во моментов и општо да си девојка на еден познат фудбалер? Јас и Дарко не сме тип на луѓе што сакаме да се експонираме премногу во јавноста, значи поскромни сме си. Понекогаш е стварно тешко да се биде девојка на еден фудбалер, затоа што ние сме секогаш тука со нив да ги бодриме, кога им е тешко да ги поддржуваме, да им даваме мотивација. Дека тоа значи често патување да, од едно значи, место на друго? И доста време сме ние како девојки сами дома, значи они доста патуваат, идат во карантин. Дали му даваш доволно морална поддршка кога се работи за фудбалот? Сега за сега смислам дека ја има мојата најголема поддршка и дека така и ќе остане до крај. Се дружите ли со останатите девојки на фудбалерите? Да. Посебно кога сте сами? Значи, прв пат кога отидов во Хрватска да живеам, единствен ми беше Дарко тамо, немав никој и мислев дека така ќе биде, значи, цело време, ама со тек на време се запознав доста другарки тамо. Сега ми се стварно добри другарки, можам да кажам, значи цело време се дружиме, они кога идат во карантин или ние сме или на ручек или на некоја пијачка. Тоа значи дека сега во моментов доволно се навикнавте на местото каде што живеете или? Да, сега сум моментално доволно навикната на местото каде што живеам. Мислам дека следната дестинација каде што ќе одиме ќе биде премногу тешко да се прилагодам, мислам ја да се прилагодам. Која е твојата желба за следна дестинација? Па мојата желба за следна дестинација може би била Шпанија, ама Тоа исто желба на Дарко? Па мислам дека да, ама најдобро би било да го прашате тоа него, он мислам дека најубаво би можел да ви каже за тоа. Кога се работи нели за спортистите, дали имаат некои посебни режими на исхрана и што е она што Тамара му го готви, му го спрема на Дарко? Па да, спортист како спортист мора значи здраво да се храни. Ние секогаш дома готвиме здраво, тоест ја. Ретко кога идеме надвор да јадеме храна, значи се јаде пилешко, стек, ориз,
не знам, се што се прави е здраво дома, понекогаш... Дали имаат они некои посебни режими на исхрана кои што вие дома мора да ги готвите? Не, нема посебни режими на исхрана, значи понекогаш имаат пред утакмица знаат да имаат и ручек на пример во клуб, каде што они направиле некој план и програма како тоа би требало да изгледа ден пред утакмица. А вака за секој ден, значи јас си планирам што треба да има за ручек. Кажи ми, Дарко е доста време во карантини. Често има утакмици, нели пред утакмиците имаат карантини. Освен што си со другарките на фудбалерите, како ти го поминуваш твоето слободно време? Па имаме маче, значи се дружам со нини, си искачам, некад знам да си искачам и сама на кафе, да си одморам глава, да си пуштам мозок на пасење, што би се рекло. Што е тоа што тебе те интересира конкретно? Често, например, одам да го правиш сама. Да, често, например, одам во Зара, сакам да идам на шопинг у Зара, значи тоа највише ме исполнува, дури сум така слободна. Дали тоа значи дека Тамара планира понатаму да се занимава професионално со блогерство? Како што знаеме, профилот ти е доста популарен на Инстаграм, често ти стигаат нели понуди за работа. Зошто до сега, на пример, еве не си решила да ги прифатиш и кои се твоите планови на тоа поле? Затоа што, значи, до сега ништо не сум прифатила, затоа што до сега не било ништо конкретно и сериозно, да. Сега пред некој ден имав некој посериозен проект што го прифатив. Тоа беше овде во Македонија. И еве ова е втор мој проект, значи на професионален план и се надевам дека и понатаму ќе има и останати други некои проекти. Така, дали Тамара планира да оди во Букурешт? Да, во Букурешт идеме во сабота. Идам со моите родители да го бодриме Дарко и цела репрезентација нормално. И дали за некој друг освен за Македонија Тамара би навивала на ова европско првенство? Па може за Хрватска, да. Пошто ние сме сега у Хрватска, би навивала исто и за Хрватска. Дали често се слушате со Дарко и колку има време сега кога се подготвува за европско првенство да бидете во контакт? Па да, дури се во карантин вака на подолго, често се слушаме, си комуницираме на телефон, значи со пораки. Нема премногу време, значи сега имаат стварно премногу обврски, тренинг, припреми, имаат и они некои тамо игрици, мотивации, не знам ти шо. Работи во слободно време. Да, работи во слободно време. И тоа е тоа. Дали може би нешто вие имате зацртано во глава како план во иднина? Што очекувате од селење, од подпишување на нов договор? Па сега за сега, значи, има некои понуди, но не се некои конкретни, не би открила јас што е тоа. Тоа најдобро би кажал Дарко. Али се надеваме дека ќе има некој стварно добар договор и дека од Хрватска ќе биде на некоја уште подобра дестинација. Така, а за тебе лично, например, кои се твоите планови? Лично за тебе, би го завршила факултетот, би се вработила негде по струка на факултет или би се занимавала со нешто друго? Па најпрво би сакала да го завршам факултетот и тоа што јас го учам е стварно добра струка и во странство. Што учи Тамара на медицински факултет? Радиолошки технолог. Значи тоа е добра струка и за во Македонија и за во странство. Значи најпрво би завршила факултет. Ако би имала можност негде во странство да почнам да го работам, тоа би почнала да го работам. Ако не знам кога би се вратиле во Македонија. И сега за себе, сега еве, например, да се бавам со мода и со такви ствари. Дали би пробале да го добиеме Дарко во моментов, ако е можно, на видеокол? Да, секако дека може, ќе го побараме. Тоа беше разговорот со Тамара Чуприна. Како што веќе кажавме, денес започнува европското првенство, ќе ги гледаме надпреварите, ќе известуваме за нив. Меѓутоа, денот кој што ние го чекаме е недела кога македонската фудбалска репрезентација ќе го одигра првиот надпревар, дебитантски, историски надпревар на ова европско првенство против Австрија, како што кажав, во недела во 18 часот. Тоа беше се за денеска. Се гледаме во некое следно издание на спортски преглед на КМ телевизија.